Но трендот е загрижувачки. Затоа што ни се празни државата. Значи ни бегаат младите, од ден на ден ние имаме се помалку активно работно население, а уште помалку квалитетно население или квалитетна работна сила. Има огромна асиметрија на пазарот на трудот. Ние немаме капацитет за реализација поголеми износи на капитални расходи и капитални инвестиции. Академик Беџети, оправдани се барањата за зголемување на минималната плата? Па може да бидат оправдани, зависи од која гледна точка ги гледате. Дали може би треба да се размислува за валутен борд? Не. Околу 448.000 граѓани во оваа држава биле и сториле некаква форма на коруптивно дело во претходната година. Ние доаѓаме до стапка на ефикасност и ефективност на институциите од 0,016%. Тоа ни го покажува поразот на системот во кој што живееме и спремноста на институциите ревностно да се борат со корупцијата. Вториот албум го издадов со транскрипции за пијано на наши популарни композиции од периодот на 60-тите години па се до раните 2000-ти. На прагот сме од нова финансиско-економска година. Дефицит од 10% од вредноста на проектираниот буџет од 6,7 милиарди евра. Следува отплата од над 1 милиарда доспеан долг од поранешните обврзници. Јавен долг од 9,4 милиарди, што е близу до 50% од бруто општественото производство. Во ова последно издание на ТВ магазинот Трилинг за оваа година соговорник ќе биде академик Абдулменап Беџети, кој е начело на Фискалниот совет. Академик Беџети, ја завршуваме годината. Од финансиско-економски аспект, може ли да бидеме спокојни или треба да имаме загриженост од аспект на проектираната проекција за крајот како ја завршуваме и што не очекува 2026 година? Прво мала корекција. Ако мислите, дефицитот спомнавте 10%, мислите недостигната реализација од тековната буџетска година, може би ќе биде 10% испод, меѓутоа тоа не е дефицит. Тоа е помала реализација во приходната страна на буџетот, истовремено толку е и од расходната страна. Така да дефицитот останува во рамките како што били предвиден и покрај тоа што динамиката на остварениот дефицит во 25-та е уште помала, што значи дека кумулативно најверојатно и јавниот долг ќе биде во пониско ниво при крајот на годината која ќе се заврши. Инаку, до 22 до пред 3 дена, според фискалниот бројач, објавен во вебсајтот на Министерството за финансии, реализацијата беше постигнато на 90% приходната страна и на 89,9% расходната страна. Значи, сепак тој сооднос се одржува, а потврлувањето е значително. Мислам дека еден месец потврлување, бидејќи и месечно треба идеално да наплатуваме 8,33%, ова најверојатно ќе биде еден месец што се вика внатре, недостигнато наплата на буџетот во 2025 година. И најверојатно, поради ова и поради други околности, проекциите за идната буџетска година, тоест фискалната година 26 е доста умерена направена, затоа што дори растот е предвиден на приходната страна само 3,5%, а расходната страна 2,5%, односно 3,6 од 2,5%, што е многу пониско од дури реалниот раст во идната година, кој што е проектиран, како што знаете, 3,8%. Од тука произлегува дека изучена лекцијата во однос на капацитетот, фискалниот капацитет во 25 година, најверојатно е постигнат плафонот и поради тоа многу поумерено се проекциите во 2026 година. Дали натаму ќе се одржува линеарното зголемување на пензиите без оглед колку се издвојува од платите? Се сеќам дека пред одреден период Фискалниот совет сугерираше, предлагаше зголемување на старосната
граница. До кога државата ќе мора да издвојува, да трансферира пари во ПИОМ, за тој да биде одржлив? Оваа година стигнавме до околу милиарда евра трансфер од централниот буџет до фондот за ПИОМ заради исплата на време на пензиите, кое што е резултат на линеарното зголемување на пензиите досега. Не би требало да продолжи линеарното зголемување, би требало да се врати во системското зголемување, така наречено индексирање, како што е регулирано во законите. Инаку, ако продолжува линеарното зголемување, прво е тоа нема да биде више понатака доста праведно и правилно, но истовремено не е засновано на придонес. Значи, бидејќи поединец секој си плаќа во однос на остварените приходи, во основа на остварената плата. Така да во таа логика би требало да престане линеарното зголемување понатака, но сепак тоа е одлука на влада. Фискалниот совет нема никаква Вие ја сугериравте ингеренција. идејата за поместување на старосната граница. Дали тоа е решението? Ние два вида на предлози дадовме тогаш. Едното беше постепено зголемување на старосната граница и тоа клизаво, можеби 3 месеци за една година, па во текот на 4 години една година. Тоа е идејата беше наша, а не одеднаш да се зголеми на 2 или 3 години соодветно. Впрочем, така прават и сите земји членки на Европска Унија. Второ, беше укажано да се нивелира, односно да се ревидира и нагорно ревидирање на стапката за придонес за пензиско инвалидско осигурување. А ние во минатото знаеме дека сме имале стапка дури и до 21,5%, во однос на сегашната која е 18,5%. Така сме дури 3% испод тоа што сме биле порано во тој дел. Академик Беџети, дали се реални стравувањата, предупредувањата и од опозицијата и на дел од вашите колеги економисти дека државната каса не е празна, буџетот станува дупка без дно? Не се реални, мислам, стравувањата до таа мера, затоа што ние веќе 1-2 години влегуваме полека во фискална консолидација. Ако се сеќате, ние бевме на ниво на јавен долг, онака според дефинициите, нормативните дефиниции на законот, без пресметување на заостанатите обврски во него, бевме некаде 62,4%, за да сега сме испод 60%. Така да нема простор за таков страф и такво предвидување. Факт е дека пензискиот фонд е огромен терет, факт е дека тој не е одржлив и дека трендот е влошувачки. Затоа што ако гледаме односот помеѓу вработени и пензионери, сега некаде се движи 1 наспроти 1,7. Тоа значи 1,7 вработен кон 1 пензионер. А тоа недостижно е за да може да се исплати таа пензија. Ние сме имале дури 1:3,5 во почетокот на транзицијата, но барем треба да биде полека постигнато на 1:2, за да може фондот да оди кон консолидација. Втор момент е дека од по една година, од 27 година, ќе почне дел да се сервисираат пензиите и да се исплатуваат и од вториот столб, што полека ќе почне да го, да речам, растерети малку теретот на буџетот за трансферите. Инаку, само ова година растот и потребата за пренесување, трансфери дополнително е 200 милиони евра плюс во однос на лани. Значи, 26-та ќе треба да се трансферира 200 милиони евра повеќе во однос на 25-та, за да се задржува ова динамика на исплата на пензиите. И ова е резултат на тоа покачување кое што беше направено 2 пати по 2500 денари, за кое ние направивме и фискален импакт, пресметка на фискалните импликации. Укажавме на време
И тоа е улогата, односно тоа е, да речем, одговорноста на фискалниот совет, ништо друго. 2025 година ја завршуваме со пат во реализацијата на капиталните инвестиции. Капитални инвестиции за 2026 се намалуваат, значи за идната година, но има и искористеноста на буџетот од 2025 е драстично намален на 52, помеѓу 52 и 54%. Дали ова се преамбициозни проекции во овој дел? Прво, реализацијата на капиталните расходи до 31 октомври 2025 година е точно на ниво од околу 55%. Меѓутоа, ако одиме до последен момент, до 22, како што се рефериравме на 22 декември, таа е 60%, што е далеко од очекуваното и оптималното во однос на тоа. Покажува дека ние немаме капацитет за реализација поголеми износи на капитални расходи и капитални инвестиции. Од тука, добро е што ова година, затоа што ова беше и препорака минатата година во мислењето што Фискалниот совет го даде до Комисијата за финансирање и буџет, односно и до владата, за да не проектираме високо ниво на капитални расходи и потоа ниска реализација и првиот ребаланс тамо да кратиме. И тоа стана више пракса, лоша практика, бидејќи највише тамо се кратеше, што и нормално мора да се крати затоа што нема капацитет за реализација. Слично се направи и ова година, во 25 година, бидејќи со одлуката за реалокација на буџетските средства од 5 декември, која што беше изгласана од парламентот, исто така најголем дел од реалокација се кратени и намалени капиталните расходи во корист на три корисници највише. Фондот за ПИО, повторно, пензискиот инвалидскиот фонд, фондот за здравство и за одредени за одредени капитални проекти во Министерство за транспорт, односно патна инфраструктура, патна и железничка инфраструктура. Овие беа три основни компоненти. Така да, имајќи предвид овај капацитет, добро што е пак 26 година, проекциите се на капиталните расходи се многу помали, значително помали, бидејќи тие изнесуваат некаде 3,6% од бруто домашен производ во однос на минатата година кој што бија далеко повеќе. Затоа што не е добро да проектирате тамо, да резервирате тамо одредени буџетски средства и на некој начин да не можете да ги остварувате и реализирате, затоа што се знае редовно, неколку години назад, најголемите забелешки беа на сите аналитичари, на сите тие што истражуваат во јавните финанси и фискалните политики, дека нискиот е капацитет на реализација на капиталните расходи. Никогаш тоа реално не достигна повеќе од 70%. Па беа кратени за да стигне стапка на крај 90 или 95%, откако беа кратени. И за наредната година има кусок од 650 милиони евра од буџетот, или над 650 милиони евра. Треба да се вратат 1,4 милијарди евра доспеан долг за старите евробрзници. Може ли да се обезбеди фискална рамнотежа во ситуација на постојано перманентно задолжување, а истовремено и враќање на стари долгови? Прво во однос на буџетот 25 година, каде што дефицитот беше проектиран на 4%, оваа година, односно 26 година, дефицитот е проектиран на 3,5%. Значи, постепено оди кон постепена консолидација. И тоа е добро. Не доволно, ама сепак е добро како тренд. Второ, ново нето задолжување во 26 година ќе биде плюс 400 милиони евра. Така се планираните потреби за да се финансира буџетот. Што значи дека, а тоа е некаде 2,2-2,3% од бруто домашен производ. Ако растеме над 3, или како што е предвидено да даде Господ 3,8, што јас сум скептичен, малку е преоптимистички стапката на раст, ако реалната стапка на раст е над 3,2-3,3% до година,
тогаш ќе испадне дека нето долгот се намалува како тренд. Ние треба да односите да гледаме релативно. Значи, јавниот долг се мери како процентно учество во бруто домашен производ. И сега трендот кога гледаме како е растот на динамиката. Значи, во овој случај 400 милиони ново задолжување нето, идната година другото се задолжува за да се исплати втасаните обврски кои ќе дојдат во времето, така да тоа представува 2,2-2,3% бруто домашен производ и растот најверојатно ќе биде над 3%, така да ако не се случи нешто, нели, шокови, ванредни, надворешни шокови во економијата и така натаму, тогаш е најреално дека ќе биде намален и долго за 0,7-0,8% во крајот на 26-та година. Македонија годишно плаќа половина милијарда евра само камати од задолжувањата во странство. Тоа паѓа на товар на буџетот. Може ли да издржиме во ваква преоптимистички ми делувате? Не, јас сум реалистичен. Добро. Вие ме знаете од одамна, не сега. Меѓутоа, навистина, бројките не ви се ажурирани. Ја не знам од како сте ги истрпеле, меѓутоа, еве и ова што го кажавте, значи не соодветствува со реалноста и од тука јас може би делувам оптимист. Така да, не се точни дека 400 милиони ќе плаќаме и до година 500 милиони за камата. Ова година плативме за камати 19,2 милиарди денари, што е испод 350 милиони евра. Така да, исто така до година е максимално не 500 милиони, туку може да оди максимално до 380 до 400 милиони евра за камати. Што е пак епте многу. Јас не го подценувам тоа и тоа е наведено во сите наши мислења што сме ги дали и објавени во вебсајтот на Фискалниот совет. Дека една од најризичните ставки е цената на финансирање на буџетот на државата. Затоа што цените на парите во пазарот на капитал се скапи. Нема више пари со под 2% кредити или евробондови или еврооврзница, како сакате. Така да, скапи се парите за да може така комотно да се однесуваме дека па да, има извори на финансирање, земјата е прилично добро рангирана, како што знаете, си го држи тој ранг левел како country ризик. Така да, од таа гледна точка, тоа е многу. Цена на чинење на финансирањето. Ако одиме, дури ние имаме истражување, научно истражување, може да ја најдете во вебсајтот на Фискалниот совет, каде што овие проекции сме ги направиле дури до 2034 година. Значи, наредните 10 години се проектирани колку ќе биде цената на плаќање, односно каматите, однос на долговите што државата ги има. Дали за вас... И растот е забринувачки. Дали не бројките се тие кои што ви ги кажа. Дали не мислите дека владата влегува во ризични аранжмани од 6 до 7 милиарди евра преку британските фондови за пруга кон Грција, за клинички центар? Задолжување кои веројатно не се доволно аргументирани. Предпоставувам ќе се сетите, ако не ќе ја видите претходната или последната емисија што токму ние сме имали овде, тоа беше некаде 3-4 недели од како се потпиша тој меморандум за разбирање со британската влада. И си го коментиравме овие работи и нема некои промени до ден денеска. Значи јас па ви кажувам дека тоа се само интенции, тоа се добри желби, доколку создаваме капацитет за генерирање на простор и можност за финансирање на проекти од патна и железничка инфраструктура, од медицинска инфраструктура во смисла клиники, од образование, како што се наведени тамо. И сите овие, тек тогаш тоа ќе биде повлечено, односно реализирано проектно финансирање. Но тоа е само одредена интенција, желба. Не е ништо конкретно, се уште нема некој аранжман во кој што циркулираат, еве постојано се повикуваат на тие 6 милиарди. За сега нема ништо од тоа.
Ако тоа биде, ќе биде тогаш кога ќе биде. Значи ќе треба прво проектот да биде во главен проект, документација подготвена, покажани капацитети за да може да се влезе во влечење на реализација на проектите и потоа и плаќањето. Тоест, тогаш тие се книжат, откако ќе се реализира ситуацијата, тие ќе бидат книжени како долг на државата кон британската влада, односно тоа не е чисто британска влада, тоа се извори на средства кои што се финансираат од британските банки. Доминантна банка е тамо HSBC. Академик Беџети, оправдани се барањата за зголемување на минималната плата? Па може да бидат оправдани, зависи од која гледна точка ги гледате. Ако гледате во регионот, прилично последни зголемувања беа во Албанија. Косово се уште минималната плата испод нас. Но ако споредиме тоа со продуктивноста, тешко оправдано е. Затоа што како динамиката на растот на минималната плата е далеко повисока од динамиката на растот на продуктивноста. Но во секој случај, доколку социјалните партнери се договарат за тоа биде така, но не на терет на државата, бидејќи слушам има и стопански асоциации кои бараат, нели, да дури повисоко од 500 евра да се зголеми минималната, ама под услов државата да ги плаќа една година придонесите за тоа. Мислам, тоа е нонсенс. Ние и така зборуваме колку сме во големи фискални дубиози, посебно на социјалните фондови, како пензискиот, така и здравствениот, а тие уште бара да бидат ослободени од тоа нема сенс, нема ни логика. Второ, многу од нив има стопанственици кои се жалат дека имаме високи стапки на придонеси кај нас. Освен Косово, кој што е на многу ниско, меѓутоа Косово, да не заборавиме, нема ни фонд за здравство, има траст фондот за пензиско, не е класичен фонд за пензии, кај што се плаќа 10% и 5% плаќа работодавачот, 5% плаќа работопримачот. Така да неспоредливо е, ние сме во најниска скала со терет на придонесите во државата. Дали може да ги видат тие податоци се само на еден чат GPT да прашате, ќе ги видите дека стапките наши во Западен Балкан се најниски споредбено со другите, да не се споредуваме со Хрватска, туку со Србија, со Црна Гора, со сите, ако сакате, ние сме многу по-ниска стапка. Како вие оценувате деловната клима во Македонија денес? Би рекол модерирана. Затоа што нема подобрување, на некој аспект има и влошувања. Ако читаме тоа како другите ја гледат, како што е извештајот на Европската комисија, ќе видиме дека има недоследности, дека има многу потврлувања и тоа е факт. Без разлика што споредуваат или политичарите ќе велат па да сме земја 4-та, 5-та во Европа по стапка на раст. Стапка на раст може да биде и максимална, зависи од основата. Од 1 на 2 растот е 100%. И тоа основа така е. Значи, кај сме ние за да пресметаме колку проценти? Високите стапки или модерираните стапки на раст се минато више на развиените земји. А земјите во развој сите се прилично тука. Значи, сите земји во Западен Балкан, како регион, кај што сме приближно на таа основа, стапките на раст се прилично околу 3 до 4%. Освен Србија, поради политичките проблеми што ги има потврлување на растот. Сите други држави се тука некаде, така да не знам зашто ние би се споредиле, остваривме, нели, раст по раст, сме 5-та земја во Европа, мислам дека тоа не е. Во услови кога немаме моќна опозиција и контрола врз јавните финансии, јавната потрошувачка, дали може би треба да се размислува за валутен борд? Не, мислам тоа далеко од таа состојба, би рекол дека државата е. Валутен борд треба во вонредни ситуации, доколку доаѓа до критичност состојба, не дај Боже, како што беше Грција или ПИКС земјите и така натаму. Мислам дека има државата институции кои што водат грижа за делот на, нели, ефективноста, ефикасноста на јавната потрошувачка, на потрошувачката на јавните пари. Од една страна е Државниот завод за ревизија, од друга страна сега еве и Фискалниот совет врши некое надгледување
и дава извештаи на секои 3 месеци. Така да тоа не е наша задача. Ние ги следиме во голема длабочина состојбите со фискалните трендови и тенденции. Чак деновиве разгледавме многу, би рекол, релации во телот каде е потребно да се прават ревидирања во однос на законите за даночните закони, посебно на законот за ДДВ. Знаете, според проценките што ги правеле надлежните институции, пак велам Светска банка, направи една студија каде што цената, односно тие велат цената за ДДВ, трошоците за ДДВ е релативно многу висока. Таа оди околу 4% до 4,5% од бруто домашен производ. Знаете што значи тоа? 650-700 милиони евра годишно ние имаме, а тоа подразбира даночни ослободувања, кои што се условни ослободувања. Не е тие што се безусловни. Тоа што е безусловно е во законот чисто. Условните ослободувања се на некој начин лавиринти и канали, и дупки, каде што се злоупотребуваат и доаѓа до голема стапка на неформална економија. И тоа е пресметано од веродостојна анализа и научни истражување. Истото ние разгледуваме тоа. Каде се тие дупки? Односно, каде е тој простор каде што трошоците на даноците се толку високо оценети од Светска банка. Значи, има простор за консолидација. Второ, ако гледаме периоди, ние само јас лично, заедно со една моја докторантка, пред 3-4 дена го објавивме трудот, кој што е објавен во реномиран европски журнал, така наречен Journal for Government and Economics, во кое што анализиравме сите земји на Западен Балкан за колку создавале простор во делот, фискален простор во делот на консолидација на јавните расходи. Ние сме на дното во земјите на Западен Балкан. Само 0,3% според економетриска анализа сме создавале простор кај делот на јавните расходи во период на од кога и велиме консолидации. Значи цело време консолидации, највисоко има создадена Србија тука, потоа делимично и Албанија. Значи тие стојат најдобро со делот на консолидираните периоди на фискалните параметри и индикатори. Ние со Косово сме на дното од 6 земји на Западен Балкан. Така да ние правиме и научни, постојано научни анализи, врз основа на кои ги правиме овие согледувања, мислења и извештаи. Академик Абдулмена Беџети, гостин во емисијата Тренинг, последно издание за ова 2025 година. Академик Беџети е дел од тричлениот фискален совет, председател. Академик Беџети, при крајот неколку политички теми. Во последниот извештај на Брисел за напредокот, Македонија стагнира. Зошто како земја лидер пред 10 години се случуваме сите да не одминуваат? Познато е, општо познато е зашто ние стагнираме заради блокада од Европска Унија по однос на теми од политички корпус. Јас спомнав пред малку, ние имаме големи недостатоци во делот на структурните реформи, во делот на функционирање на институциите и така натака и така натака. Сето тоа е тоа што ни е домашна задача нас. Станало некој каос на институциите, дуплирани надлежности се уште, додека не се исчистиле промените во претhodните закони, се додаваат нови институции и така на некој начин уште повеќе конфузија се создава, се влегува во една голема дебата на влегување во делот на колку и чини правната држава на Македонија и тука се тужакаме дека мали се платите или високи се платите и слично. Например, парадокс е да обвинителство има повисоки плати од судството. Еве кај нас е просечната плата во обвинителството е повисока од судството. А судот е тој што го носи конечната одлука за било која иницијатива на обвинителство. Значи има многу нелогичности внатре, тоа не е домашна наша задача. Другото е, се разбира, надворешни
фактори кои што влијаат, а во случајот вие знаете кај е блокадата и тука мислам дека нема потреба јас да коментирам ништо дополнително. Сметате дека може долгорочно да се возиме на тоа дека Бугарија не е виновна за застојот? Не може тоа едноставно да се прикаже виновноста. Мислам дека секој треба да си оземе делот од таа вина. Не можеме ние целосно да се амнестираме ако остануваме со скрштени раце. Че не бевме и во НАТО денеска да беше така. Значи, ние бевме блокирани и тамо и мислам дека тука се запечати барем сигурносниот аспект на државата, така да во секој случај, меѓутоа, сепак се тоа тешки, сензитивни политички одлуки, кои што треба да размислуваат и ги носат тие што имаат мандат за тоа. Ние може да коментираме, ние лесно, како аналитичар, ја би можел се да коментирам. Меѓутоа, јас не излегувам на избори да барам после гласови. Значи, тие што го добиваат мандатот, си одобиваат и правото да ги водат тие политики. Ќе одат пак на прегласување, ќе се враќат пак и гласачите, тие ќе ценат самите. Но трендот е загрижувачки. Затоа што ни се празни државата. Значи, ни бегаат младите, од ден на ден ние имаме се помалку активно работно население, а уште помалку квалитетно население или квалитетна работна сила. Има огромна асиметрија на пазарот на трудот, каде што од една страна компаниите, односно работодавачите, бараат работници квалификувани, а од друга страна нудиме неквалификувани, непродуктивни, неспремни, што би рекол, нудиме доброволна невработеност. Тие што не сакат да работат или не знаат. А ако се двете, уште полошо. Инаку ако се сака и ќе се научи, ќе се тренира и така натаму, така да не е катастрофална состојбата во пазарот на трудот. А сите извештаи глобални институции се повикуваат на тоа. Отворите ги, како сакате, најрелевантни институции, ќе велат sustainable labor market, skilled jobs. Овие се потребите на економијата на секаде, а посебно и кај нас. Што едно друго нормално ни бегаат најспособните, ни бегаат најдобрите, ќе заминат затоа што заминуваат за подобра кариера, за подобра плата и за по-безбеден живот. Не е само економско, финансиско, материјалната состојба луѓето што ни бегаат. Нажалост, добар дел од причините се од кластерот на неекономските фактори. Академик Беџети, ви посакувам добро здравје, среќа и исполнета 2026 година. Благодарам и на вас за можноста да поразговараме многу отворено и искрено и од време на време да се видиме секој пат со вас, кој што еве давате огромен придонес во однос на информирање на јавноста однос на овие прашања. Секој добро. Хвала. Академик Абдулменав Беџети, претседател на Фискалниот совет. Песимизмот е реално константно висок низ мерењата наназад, низ годините наназад. Но имајќи го во предвид песимизмот сега оваа година, во 2025, споредено со останатите параметри, како што е подложноста, сторената корупција, прифатливоста на корупцијата, ни дава уште поголем сигнал дека граѓаните стануваат се повеќе апатични и не веруваат дека декларативните заложби за борба против корупција реално некој ќе може да ги спроведе.